Градоначалникот на Пробиштип на крајот од годината даде отчет за сработеното и реализираното за годината што изминува. Пред бизнис секторот и граѓаните беа презентирани реализираните и значајните проекти во 2016-та. Ние на крајот на годината, заедно со бизнис заедницата од нашата општина, правиме една презентација на тоа што е сработено во годината што изминува. Оваа година, 2016 година, беше најуспешна година од постоење на општина Пробиштип и во делот на остварување на сопствени приходи, реализација на сопствениот буџет, меѓутоа и во делот на обезбедување на средства како донација од разни донаторски фондови. Според премиерот Емил Димитриев, кој потекнува од оваа рударска општина, годината што измина е успешна, иако текот на годината течеше доста турбулентно на политички и економски план. Сепак за пробиштипјани 2016 ќе се памети по рестартот на рудникот и поставување на камел темелникот на новата странска инвестиција леарницата Кранфилд Фаундри. Во изминатиот период општината помогната од владата реализираше многу крупни проекти од областа на инфраструктурата, комуналиите, од делот на економијата. За мене еден од најважните моменти за Пробиштип во оваа година која што изминува е рестартот на рудниците Злетово, кој што за мене беше врвен приоритет, бидејќи од него ги инзистираат голем број на семејства во градот. Го рестартиравме во најкраток можен рок, на една квалитетна основа и можам да се пофалам дека сега веќе со работењето на новиот концесионер платите на рударите надминуваат над 50.000 денари за оние рудари кои што остваруваат подобри резултати во работењето, споредено со претходно кај што платите не надминуваа повеќе од 20.000 денари, значи од 20.000 денари зголемување на над 50-60.000 денари плати. Исто така во 2016 година се стави камен темелник на новата фабрика во Пробиштип, тоа е новата инвестиција Кранфилд, која што ќе започне со работа во јуни 2017 година, ќе ни донесе нови 280 вработувања, 15 милиони евра инвестиции. Ги презентиравме проектите кои пред граѓаните дадовме цврсто ветување за истите, а сега и на дело покажавме дека ги реализиравме. Секако, како што кажа градоначалникот Тони Тоневски, и за 2017 приоритет во неговата агенда ќе имаат суштествените потреби на граѓаните.